Маестралниот джез виртуоз Артуро Сандовал вечерва ќе настапи пред публиката на 56-тото издание на фестивалот Охридско лето. Кој што каже и ти, Сандовал денеска се сретна и со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која му подари и на прекрасен македонски украс од филигран на господинот Сандовал. Тој истакна дека првпат е овде во Македонија и заедно со министерката искажа голема заинтересираност за повторпат да дојде да го изведе својот концерт за труба со симфонискиот оркестар, но тоа останува за како идеја за понатаму. Меѓутоа вечерва Артуро Сандовал ќе го изведе и својот последен албум кој што вчера имаше премиера во Прага, а веќе денеска е на програмата на Охридското културно лето за оваа година. Да погледнеме и делот средбата меѓу министерката за култура и Артуро Сандовал. Господинот Артуро Сандовал е првпат во Република Македонија. Имав можност накратко да го запознам со нашите прекрасни убавини, нашето вредно и богато културно наследство кое што го поседуваме, градот Охрид. Јас се надевам дека ќе има можност да посети неколку знаменитости во градот Охрид. Му препорачав да ја види црквата Свети Богородица Перивлета, Канео, Плаошник, да го посети музеот на вода, бидејќи станува збор за една праисториска наколна населба која што постоела 1200 години пред нашата ера. Јас се надевам дека ќе издвои време да ги види овие прекрасни знаменитости на Република Македонија и сепак го информирав дека картите за неговиот вечерашен концерт се веќе распродадени и се бара карта повеќе, така да верувам дека публиката со нетрпение го очекува неговиот вечерашен концерт. Оваа година Охридско лето како манифестација одбележува 56 години од своето постоење, така да ние како Министерство за култура се разбира како влада ќе продолжиме со нашите огромни заложби да истраеме и во иднина да се донесат што повеќе светски уметници, бидејќи досега морам да кажам, секоја година настапуваат на Охридско лето над 1000 уметници, и тоа музичари, артисти, изведувачи. Посетеноста е на Охридско лето над 20.000 посетители. But I really looking forward to come back. Наистина би сакал да дојдам тука повторно и да го свирам мојот концерт за труба со симфониски оркестар. I did a premiere last night in Prague. Yeah. Синоќ имавме премиера во Прага, тоа беше првпат што го свирам и би сакал да го свирам на што повеќе места со што повеќе оркестар. По вечерашниот концерт Артуро Сандовал во текот на утрешниот ден ќе се сретне и со председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Најверојатно ќе посети делот туристичките атракции кои што се наоѓаат во нашиот Охрид, како што е музеот на вода и други знаменитости кои што би можеле да остават впечаток на Сандовал. Исто така утре и во 18 часот во школото Григор Парличев Сандовал ќе одржи мастер клас заедно со учениците по музика, каде ќе одржи големиот виртуоз ќе одржи лекции на учениците од мастер студиите. Инаку и на програмата на годинешното 56-то издание на Охридското културно лето има богат број на звучни светски македонски имиња. Мецо-сопранот од Латвија Елина Гаранче на 12 јули го означи почетокот на фестивалот во кој посетителите ќе можат да уживаат, а се до 20 август за кога е најавено како затворање концертен проект насловен како На светов убавина од Горан Трајковски, во чии рамки ќе биде изведена театарска музика од последната декада. Ова година пак драмскиот дел на Охридското културно лето ќе биде посветен на 400 годишнината од смртта на великанот Вилијам Шекспир. Во рамки на програмата ќе гостуваат и театри и режисери од Македонија, Турција, Романија, Словенија и Русија. Ексклузивните пак музички настани бројат имиња како виолинистите Максим Венгеров, Вадим Репин, Роман Симовик, потоа пианистите Фазил Сеј, Ана Виницкаја и секако вечерашниот голем концерт на единствениот Артуро Сандовал, кој за себе има 10 Греми награди, 6 Билборд награди и 1 Еми награда.